Petar, ovdje, onda ovdje. Odiškaj Sergej. Odiškaj Alek. Odiškaj Jakov. I odiškaj Peter. Ale, sesija započinjuje. Da vidimo da li razbiramo što je to i da vidimo da li razprovedujemo ili počinjujemo ili samo znajemo što je, a ne počinjujemo. Ok? Da. Što je zadaća? Trčaš okolo site postavljeni u pletu. Imaš marker bilo koje? Pa jedan. Dva. Da го знајдеш корнет од Сергеј. 3. Да го победеш секој од трите конуси, а не само низни да победиш. Да скокнеш, да го оставиш маркерот во својата куќа и да се поздравиш. Океј? Да видиме дали нешто знаеме од ова. Победник е тој што работи правилно, а собрал најмногу маркерчи. Внимаваме на сите групи случаи.
Според. Значи расна, одиш, вземаш порака, ги завршуваш истите задачи. Толерантност. Окей? И дојдеш после скоп во груп. И читаш на глас. Кажи, ова во која да е? Почитување? Тоа ќе го работите и ви. Окей? Окей? За крај, имате некоја коп со почитување или со непочитување. Договорено? Имаме уште 7-8 минути. Разширим се малко, имаме нещо да седе, малко, назад. Малко поедем, да не кажем поедем, че по назад. Сидем по-малко назад по месеца. Дали беше интересна ова игра? Да. Защо гледате? Сега, кажем ли? Кой се чувствува хубаво да игра? Ке остане во седење. Кој се чувствува неубаво, може да е. Дали има нешто поведение? Се шегуваш ли? Не ти беше? Зошто? Ајде, таа има повелика. Слободно. Слободно. Ти беше според. Добро. Дали имаме повелика? Дај топата. Аз не съм много чувствала генетималия и жълтия филм. Ми викаше за чепи, чути и не разговаря. Значи, дали тоа ти што викаш на неја, или на тебе, дали е тоа почитување на противник? Дали е почитување на противник? Дали е тоа почитување или не почитување? Значи, свесни сте дека правиме непочитување, така? Што треба да направиме сега за да се вратиме во почитување? Што би направиле? Имаше. Значи, прво е да се извиниме, што може да направиме уште после извинувањето? Да се душаме. Да се душаме и за да нема повторно. Да не скажем. Што треба да направиме за да не дојде пак до непочитување? Ајде, тоа како да пребора. Ајде, поведува. Посебно да пребора. Да се слуша поведува. Хубаво кажа, поведува. Си станал свесен така дека грешиш, дека не го почитуваш другачето или не го почитуваш другиот, личноста, човекот. Прво се извинуваш, а потоа
пробуваш веќе така да не се обесуваш, да не можеш да стои. Дали некој го игра, дали некој го игра се почувствува непочитуван може? Ајде. Доби задача, дел од вас добија задача, него веќе имаше, дали веќе зборува возрастен, веќе зборува наставник, дали веќе треба зборува, тоа е почитување или не почитување? Не почитување. Зошто церква не дошла до таа ситуација, бидејќи не сте, што не сте направили? Не сте испочитували правилото, дека зборува учител, наставник, родител, треба да го сослушаш, да не знаеш дали ти си добила насока да собираш или не. Оти повеќе деца добија насоки што треба да направат после. Прашањето е за луѓето да се ги учитуваме правилото или? Да не се сети. Кој това стопката, кратко, основно? Значи, правилата не беа испочитувани. Што? Значи, вие забележате во противнички тим дека се случува кршење на правила. Дали некој забележа во собствен тим, во свој тим дека се кршат правилата, а да ги игнорираш. Ајде да видиме нека што ќе кажеш, што добиш. Като ти ли рака, се зуми себе. Повеќе деца не се сеќам баш по име. Не мора по име. Повеќе деца се неколку пати не ги запрушуваат тие жолтите. Одмети, добро, жолтите. Значи, една правилата го нарушија тоа. И не го прескачаат тоа што кажа. Океј, дали вие спроведувате некоја активност за да се поправите од тоа почитување? Ајде, протоколови активност. Дали направите нешто преди себе за да се намне таа ситуација? Ајде да прашам нешто да се вака некој. Што све можеме да почитуваме? Колку видови на почитување има? Може ли некој да намне? Да размислите. Ајде пара да видиме сега. Родители може да се почитува, друго? Слободно кажеш се само јас да видам што ќе има тоа што ќе кажеш што ќе се намери. Малите браќи и сестрички. Од врстниците ми дадете, тоа? Дали родиница, останите луѓе, секогаш стапиме, во автобус ние седиме, секогаш гледаме постатите Тоа е значи почитување на луѓе, да ги заокружи. Ај сега да ја прашам, да ги спомна автобус. Еве нема луѓе. Сами сте преку улица, треба да ја поминете и има нешто што треба црвено, жолто, зелено. Тоа не се луѓе, не се баба, дело. Што е тоа? Што почитување? Завршување. Добро, помошно. А овие што ги српиме на улица не се наши? Да пријавиме во терена станица, некој да ги вакцинира, за да сме безбедни и
Почва. Ще се почитуват и животните. Дали дървото, дали растенията се почитуват. Що е? Айде, пример за непочитуване на растения. Кой ќе даде? Айде, не ще да се. За непочитуване на растения, да видим. Да не ги вадиме. И на полуваме. Да не ги кидаме. Значи да не ги кинеме, да не ги пишем, така? Добро, да не ги негуваме пространно. Добре.